Во текот на оваа година Сдруженијата ИНИ од Виница и Авена од Кочани заеднички работеа на проектот И ние имаме права, чија цел беше да се активира стратешкото партнерство со институциите од двете општини за да се подобри образовната инклузија на децата роми. При тоа се детектираше трудовата експлоатација, дискриминацијата и насилството на кои се изложени овие деца, како и давањето придонес во намалувањето на ваквите состојби. Ова истражување, за разлика од претходните истражувања што беа спроведени во Брегалничкиот регион, дадоа конкретни резултати. Сериозно се сватија причините за меѓугенерацијската сиромаштија и трудовата експлоатација врз децата роми и имаме конкретни резултати пред се од причина за тоа што сите сериозно ја сватија потребата од сериозен ангажман како од институциите, така и од граѓанскиот сектор. 40% од родителите роми на децата кои што се вклучени во делот на сезонска работа и не посетуваат редовно училиште, укажуваат дека немаат работа, немаат доволно средства за екзистенција. Како резултат на ангажманот на граѓанскиот сектор се формира конкретна мерка која што се вика општинско корисна работа, преку која што само во општина Виница се ангажирани 11 семејства роми кои што даваат услуги и за тоа добиваат надокнада, а не им се укинува социјалната помош. На тој начин се вклучија децата во образовниот процес, а родителите добија социјална сигурност. Слична и состојбата во општина Кочани. Меѓутоа, она што е најважно, и во двете општини се формираат совети за социјална заштита кои што ќе следат состојбата на локално ниво и заедно со граѓанскиот сектор ќе ги елиминираат сите предизвици кои што влијаат за оваа меѓугенерацијска сиромаштија, односно вклучување на деца во сезонска работа за сметка за запоставување на образовниот процес. Од Сдруженијето ИНИ изнесоа и конкретни податоци за состојбата со подобрувањето на работниот ангажман и социјалната инклузија на ромската популација, при што беше споменато дека во двете општини работно се ангажирани околу 60 лица. Во соработка со Агенцијата за вработување и со фирмите од Виница и Кочани, во двете општини се вработени околу 60 роми, дел од нив се социјални работи, а дел другото се невработени лица. Од Сдруженијето Авена изразија задоволство од добиените резултати со проектот и вклученоста на сите субјекти кои можат да влијаат за подобра образовна инклузија на децата роми. По добивањето на резултатите и податоците од истражувањето беше направена анализа, а врз основа на тоа се направи краток документ на политика кој беше дистрибуиран до релевантните институции во нашата општина, односно во општина Кочани. Во продолжението на проектот беа спроведени тематски работилници во врска со темите за дискриминација, насилството врз децата и активните мерки за вработување со целна група од ромската заедница. Тоа беше некаде во периодот јуни, август и септември. Исто така, во Сдружение на Роми Авена креираше и низа на активности со цел да презентира позитивен модел во насока на унапредување на правата на ромската заедница, односно беа спроведени средби со родители и вработени и невработени роми кои што живеат во општина Кочани. Исто така беа организирани активности во основните училишта со цел да се намали дискриминацијата врз децата роми, а тоа беа ликовни колонии во Основното училиште Раде Кратовчи и Основното училиште Никола Карев. Проектот И ние имаме права беше финансиран од програмата за грантови на проектот Стратешки партнерства за развивање социјална агенда за промени, препознај, почитувај и остварувај права, што е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Сдруженијето за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта.